Повеќе од 20 точки се најдоа на дневниот ред на 9-та седница на Советот на општина Тетово. Советниците на почетокот ги усвоија точките кои се однесуваа на извештајот за работата и активностите на Советот на општина Тетово, како и предлог одлуката за измена и дополнување на одлуката за извршување на буџетот на општина Тетово за 2014 година. Од страна на советничката група на ВМРО ДПМН околу информирањето на граѓаните го посочија проблемот за неажурирањето на веб страната на општина Тетово на македонски јазик, како што рекоа од надлежните служби им било појаснето дека за еден месец страната која е во изработка ќе биде оперативна. На денешната седница советниците расправаа и за измените на висината на платите на општинската администрација. Некои од советниците побараа платите на администрацијата да не се намалуваат на сметка на нови вработувања, а беше побарано и објаснување зошто платите се намалуваат. Советниците ја усвоија и предлог одлуката за доделување финансиска помош на неколку граѓани кои имале проблем со елементарни непогоди. На сите им беше одобрена одредена парична сума како помош. Дел од денешната седница беше и предлог одлуката за започнување на постапка за изготвување на студија за развој и унапредување на спортот и спортските објекти во општина Тетово, како и предлог одлука за прифаќање на донација од страна на хуманитарната организација Операција Флоријан. Меѓу другите точки од дневниот ред пред советниците се најдоа и предлог одлуката за формирање на партиципативно тело од областа на урбанизмот, усвојување на локален план за вработување на локално економско-социјален совет, предлог одлуката за прифаќање на членство за приклучување на општина Тетово кон конвенцијата на градоначалници, предлог одлуките за давање на согласности за изведување на екскурзии на училиштата, како и неколку предлог одлуки за разрешување и именување на членови во управни одбори во неколку установи.